ве повикуваме на мирен протест утре, сабота 26.1.2019 година во 13 часот пред Собрание на Република Македонија со кратка рута и до владата на Република Македонија да го искажеме револтот и нашата загриженост за состојбата на воздухот. Добре дојдени се сите загрижени граѓани, екоактивисти, експерти, доктори, кои ќе можат преку конкретни идеи и предлози да помогнат да изнајдеме најдобро и најбрзо решение. Апел до власта и опозицијата да не пробаат да го злоупотребат утрешниот протест за своји цели. Се оградуваме од секакви обиди протестот да се однесе во друг контекст. На утрешниот мирен протест апелираме да дојдат сите искрено загрижени граѓани кои ќе дадат се од себе да во рамките на законите изнајдеме решение. Досега имавме можност да видиме колку сегашните институции се спремни во решавање на оваа алармантна состојба и баш поради тоа ни е потребна масовност од ваша страна, од сите граѓани, да успееме да се избориме сами за подобра и почиста здрава животна средина. Толку имаме да кажеме. Утре на протестот ќе бидат искажани и нашите барања кои што ќе бидат надополнети, се со цел сите заедно да го смислиме најдоброто и најбрзото решение, затоа што веќе време немаме. Овој проблем требаше да биде решен многу одамна, но за жал во ситуација сме каде што властите, каде што институциите, каде што сите досега кои седат на тие столчиња пробуваат да дознаат кои се главните причинители, а веќе до сега требаше да биде решена состојбата. Значи, бараме и апелираме масовност од сите граѓани на мирен протест утре пред Собрание во 1 часот попладне. Дел од барањата да ни кажете? Дел од барањата... Да повторите. Итна седница. Итна седница, свикување итна седница на владата, вклучување на експерти, на граѓански сектор во контролите кон големите загадувачи, оние кои што се недопрени до сега, да престане владата со така наречени мерки кои што само директно удираат по џебот на најсиромашните и да продолжи со овие кратки мерки, да не ги стопира како еден ден пуштање на автобуси до вечерта, прекинување бесплатен превоз. Значи, целта на овој протест е утре секој граѓанин, секој загрижен екоактивист, секоја невладина или каква и да е организација да дојде и заедно да ги надополниме овие барања, да ги направиме најконкретни и најдобро, да изнајдеме најдобро решение за решавање на ситуацијата. Може ли да ми кажете нешто за вашата иницијатива? Нашата иницијатива не постоиме. Ние постоиме колку што сме живи и здрави на оваа планета, собрани граѓани, сме се бореле порано, единствено искуство што го имаме до сега со замарање со проблемот исти капацитет е фабриката Железара. Тоа беше пред 4 години, кога се залагавме за итно решавање со проблемот со филтрите во фабриката Железара. Тогаш имавме поддршка од, како да кажам, многу мал број на граѓани. Свеста се уште не е крената, тогаш не беше на задоволжително ниво. Се трудевме 7 месеци, секој дневно блокиравме улици, правевме колку што можевме по медиуми, по емисии, но беше мала одзивот беше мал и тоа е една од причините зашто сме денеска најзагаден град во светот на земјината топка. Тоа е проблемот, затоа што кога треба да ги решаваме проблемите еден по еден, ние почнуваме да ги разводнуваме, почнуваме да бараме некој кривец секаде, секогаш, да си седиме дома на топличко и да си пишуваме на Facebook. Кога ќе дојде времето да искочиме и да побараме конкретно од оние што имаат големи плати да го решат нашиот проблем, тогаш никаде не нема. Ние сме тие кои што ќе пробаме да ги собереме сите овие загрижени граѓани на едно место и сите овие активисти кои во деновиве прашуваат кои се тие што организираат и што организираат. Ние сме само една група на загрижени граѓани кои што немаме намера да стануваме партии, не сме поддржани од партии, не интересира ништо друго освен здрава животна средина за нашите деца, за нас самите и за сите идни поколенија. Тоа е. Моето име е Кристијан Узунов, не е многу битно. Ова е Давор Брговиќ, Андреј Царевски и уште многу други што ќе ни помогнат и што стојат сите се граѓани. Колку имате до сега најавено поддршка? Па поддршка има некоја 2-3 на Facebook, но тоа знаете како е, се пријавуваат 3000, доаѓаат 20 или се пријавуваат
20 се надеваме дека можеби ќе се сменат работите, можеби луѓето се умориле од штракање по фејсбуци и конечно ќе го направат тоа што сите ние се залагаме, а ќе искочат на улица и ќе најдеме решение на секаков можен начин понатаму да дејствуваме.